Самите институции дадоа своји коментари, да се бара комисија која што треба да провери дали бил законски референдумот, дали имало законитост во неговото спроведување или слично, во услови кога председател на Државна изборна комисија од ВМРО-ДПМН и други институции кои што се надлежни за самата контрола на избирачкиот процес, или еве да кажам управен суд каде што нема променето ниту еден член, кој што е второстепен во делот на одлучувањето, мислам дека само по себе кажува што всушност се сака со вакви барања да се постигне. Ние остануваме на нашите ставови дека ќе направиме се во една пријатна атмосфера, многу нормална, многу одговорна, да разговараме со пратеници. Верувам дека ќе имаме некој резултат на крајот на неделата, почетокот на идната недела, некаде околу 10 октомври е некој таргет, за да секако при тоа и соопштиме на јавноста кои се следните чекори. Јас се надевам дека ќе имаме можност да соопштиме дека се обезбедило мнозинство повеќе од потребното двотретинско мнозинство. Тогаш е нормално, тогаш е добро за државата и ки навистина Македонија нема да загуби непотребни месеци, но секако остануваат отворени прашањата да се решава целата оваа ситуација, да се решава преку вонредни парламентарни избори кои што не ги посакува. Значи сакам да има еден цел мандат конечно и за македонската економија пред се, и за реформите, и за сите овие процеси. Дали после си некој одлука на СДСМ, дали ќе се разговара со Мицковски, а дали веќе разговарате со некој од пратениците на ДПМН? Јас мислам со Мицковски нема што да разговарам. Мислам, гледате во минатото, карт бланш дадовме, техничка влада, карт бланш прифативме барања за финансирање на политичките партии, го формиравме ДИК со председател од ВМРО-ДПМН за возврат. Апсолутно не сака ни да разговарат за некој си начин на успешно подржување на процесите кои што се важни за Македонија или слично. Јас мислам дека ако јас се обидам било што, тоа само повеќе ќе оддалечува едни со други во ставовите и нема да дојдеме до решение. Тоа е работа на пратениците. И навистина пратениците треба да разговарат. Јас веќе одржав 2 состаноци со координаторот на пратеничката група, со замениците координатори, со многу наши пратеници кои што на колегијално ниво ќе разговарат. Ќе се видувам јас лично со некои пратеници, тоа треба да биде многу општествено, многу пријатно, за да секако постигнеме цел, која што ќе значи конечно Македонија да ја потврди оваа неповторлива шанса за нашите интеграции во НАТО и во Европската унија.